На една маса новите државни прваци, на друга бронзените од последното државно младинско првенство во шах во Струга. Во просториите на шаховскиот клуб Цареви кули се надмудрува и докажува со одредени потези. Гоцев против 2 години помладата Крумова, Вукашинович против Надица Векова. И на многу не зборува, но на шаховските партии многу кажува. Таа на државното во Струга од можните 8 освои 7 поени и стана нов државен првак за девојчиња до 8 години. Освен во шаховскиот клуб Цареви кули, тренира и дома, каде партнер е нејзиниот брат. Не беше тешко. И само една изгубив. На седната партија, мислам. Игра во шах 4 месеци. За 4 месеци стана државен првак? Да. Браво. И ги играеше понатам шаха? Да. За 10 годишниот Мартин Гоцев турнирот му бил забавен. Освои 7,5 поени и отворено кажува како ги матирал противниците. Досега има освоено 3 медали и свесен е дека заедно со Ина имаат право на светското првенство во Египет. Во Струга беше многу убаво. Игравме 9 кола и беше многу забавно. Имаше секакви партии и забавни и интересни. Дека ги матирам и шахмат, како кажам. И? Што вика противник? Вика дека е шахмат и ќе го викнеме судијата и така. Се преселив кај бронзениот Јован Вукашиновиќ во категоријата до 10 години. Посакав да одиграм една партија и во неколку потези успеа да ме надмудри на шаховската табла. Го сака овој спорт. Освен во клубот, вежба дома и со татко му. И сега ние со партијава што правиме? Јас со кој потек да го направам? Да ми земеш овој со топот. Кој ловец? Да објасним? Овој со топот. Аха. Ама ако го земам овака, не се изложувам на опасност? Не. Добро. И кој е во предност сега? Јас Зошто? имам дама. А дамата вреди 9, а ловецот вреди 3. И сега кога ќе му дадеш шах, може да го подмести кралот, ти ќе му земеш ловецот, тој ќе ти земеш со топ и ти ќе му земеш скокач. Побарав помош од Мартин, но на брзина ми објасни дека сум во лоша ситуација на шаховската табла. И сега ако игра крал на F8 взимаме, кога ќе земе со топ, ние ќе го земеме скокачот. Го ништивме од браната. Тоа значи дека јас сум заробен. Не, туку сега имам само Добро, дамата. ти дојди помогни ми. Ајде. Ќе ве победам. А? Ќе ве победам. Од кај знаете? Има повеќе фигури. Во Струга одиграле партија од 2 часа и 10 минути. Надица Векова против Ина Крумова, која ја добила. Надица вели дека било заслужено. Иако срамежливо не го криеше задоволството од бронзата, благодарение на помош од тренерите и брати со кои дома тренира. Надица, што ми направи? Така замах со пион. Ами зашо не го земам? Ти не можам негде на местам само да се покрием и јас го замах. И така ли беше у Струга? Да, И тешко ли беше дошо? малко. Направам така? Можеш така. И зашо не може? Не може. От тега земна дамата. Знаете, јас го направам. И сега што направите? Го замајам на дамата. И? Губам ли јас? Да. Кој е подобар? Ние. Шаховскиот клуб Цареви кули од Струмица стана респектабилен тим на македонската шаховска сцена во Зимева. Резултатите се одлични, вели тренерот Филип Козаров, кој од оправдани причини не беше во Струга. Тој подлече дека таму настапиле со 13 деца кои покажале одлични резултати, предводени од него, но и од Крсте Танчевски, Звонко Пецев и Оливер Кузмановски. Нашите ученици од нашата школа, на број 13 вкупно,
успеа да издвојуваат солидни резултати, вкупно земено како сите 13 ученици, ако ги сметаме. Децата не случајно има ваков успех. Тоа се должи на нивната упорност овде на часовите во нашиот клуб Цареви кули. Тоа се должи на родителите кои им дават бескрајна поддршка и на колегите од клубот, односно учителите и целокупната организација. Но направивме еден бум, да кажем, во шаховскиот македонски свет, ако можем така да се изразам, и веќе сме, имам за право да кажем, како еден фаворит на Шаховската федерација. Се надевам и на нивна поддршка и на поддршка и од општината, и од владата сега на престојното светско првенство и од спонзорите кои досега не поддржуваа. Шаховскиот клуб Цареви кули постои околу 2 години и во моментот брои околу 60 члена. Новите државни прваци, Мартин Гоцев и Ина Крумова, имаат шанса да бидат дел и од светското првенство за млади во шах во Египет есенва, зашто најавија дека летово упорно ќе тренираат и вежбаат на шаховските табли.